3 нови случаи на ХИВ вирусот се откриени во ноември во Кочани. Се работи за 2 машки лица на возраст од 20 до 30 години и едно женско, изјави доктор Натка Карамфилова, епидемиолог во Центарот за јавно здравје Кочани. Доктор Карамфилова додава дека од 2001 година, кога имало регистрирано едно ХИВ позитивно лице, мирно било 9 години, кога во 2010 повторно имало заболено едно лице од СИДА. Во 2014 регистрирани се 2 лица, па се до ноември 2015 година, кога се регистрирани уште 3 ново заболени. Доктор Натка вели дека на превенцијата и заштитата од оваа болест Центарот за јавно здравје работи континуирано во текот на целата година, а на самиот ден на одбележување на борба против СИДАТа 1 декември се одржаа повеќе предавања во училиштата и поделени се 4000 флаери на оваа тема. Доктор Карамфилова истакна дека здравственото воспитување и заштитата при телесни односи е најглавната превентива за болеста. Инаку и во Берово е регистрирано едно ХИВ позитивно лице годинава, додека во Кочани има 3 ново заболени. Во општина Виница досега не е евидентиран случај на заболен од СИДА, а ситуацијата будно се следи. И во оваа општина со едукативни предавања се подига свеста кај младите за превенција од СИДА. Основни информации за ХИВ инфицираните лица кои што ги има и во нашата Република Македонија. Значи, ако одиме со бројки, некаде вкупната бројка на заболени оваа година 2015 е 28 ново заболени случаи со ХИВ инфекција, што споредбено со 2014 имаме еден надолен тренд, значи бројката е намалена. Значи ако 2014 ја завршивме со 37, сега имаме 28 инфицирани нови пациенти со ХИВ инфекција. Во Виница, откако сум јас тука во хигиено-епидемиолошкото оделение, случај на регистриран заболен или носител на ХИВ вирусот нема. Меѓутоа, распределеноста по другите градови, Скопје, Битола, Прилеп, Кавадарци, Тетово, Гостива, значи од сите градови има, и Кочани има 2-3 случаеви на ХИВ носителство, така да, мислам, тоа е распределбата. Има и по старосни групи направено одредена распределба, така да во последно време, односно 2015 година, голем е бројот на заболени, односно ХИВ носители, на доста мала возраст, од 15 до 20-21 година некаде, значи тоа е популација кај која е диагностициран ХИВ вирусот. Тестирањето за ХИВ вирусот е табу тема меѓу младите, додава доктор Николов. Затоа ваквите едукативни предавања се во насока на подигање на свеста кај младите за заштита од оваа болест. Епидемиолозите истакнаа дека сите граѓани имаат можност во Кочанскиот центар за јавно здравје бесплатно и доверливо да се советуваат и тестираат за ХИВ-СИДА.